Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска за сите вас имаме еден специјален гостин со кој ќе направиме многу убава и интересна емисија. Здраво живо за Дејан Цветковски. Дени, добре ми дојде во Супер Звезда, како си? Здраво на сите, добро дојде. Многу ми е драго што ќе имаме можност со вас денеска да поразговараме. Оваа емисија тргна од самата идеја да направиме еден убав интересен серијал за дечиња во кој што ќе може да представиме луѓе со специфични убави и интересни професии. Така впрочем и јас дојдов до вас. Ајде да откриеме сега за сите наши гледачи како што работите вие. Јас сум пекар бурејџија, позанат бурејџија. Ете, почитувани гледачи, како што гледате во ова издание на емисијата Супер Звезда, ќе разговараме со Дејан и ќе научиме како се прават бели пецива, пред се ќе научиме како се прави бурек. Тоа е еден убав, многу интересен и стар занает. Навистина морам да кажам дека е занает кој што е тежок за работа. Господинот Дејан е тука да ни објасни како се одвива неговата работа, дали е тешко да се биде мајстор за правење на бурек и колку ужива во сето тоа што он го работи овдека. Затоа останете со нас, се враќаме во разговор со господинот Дејан за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со мојот денешен специјален и ексклузивен гостин, господинот Дејан Цветковски. Дени, како си, кажи ми, добар? Добар, супер, одлично. Се надам дека ќе ни тргне разговорот и дека ќе може, не само ние убаво да си помоабитиме, туку и нашите гледачи да научат нешто повеќе за твојата убава, интересна и благородна професија. Значи, кажавме дека се бавиш со еден убав, стар, интересен занат, ти си мајстор за бурек и бели пецива, така ли? Да, јас сум бурејџија, позанат бурејџија и пeciво правим. Ова твоја професија датира од кога? Станува збор за многу стара професија, така ли? Па нема точни податоци од кога, стар занат. Значи 300, 400, 500 години назад, но можеби и повеќе, почитувани гледачи. Еве вака сега да видиме, да ни кажеш малце како влезе ти во овој занат, кој тебе те научи, каде живееше претходно пред да станеш бурекџи? Ја во село, кај што сум роден, село Добрача, Кумановско. Живот таму немаше, со тоа што екзистенција пари нема. И решив да тргнем на занат, да може да работим, да спечелим пари некој. Немаше друго чаре, значи? Нема, екзистенција у село нема. Требаше да се работи земјоделие или нешто? Земјоделие, сточарство, тоа, друго нема. И кој те натера? Кој беше тој вака што во животот те потурна и те доведе овде каде што си денес? Па мајка ми највеќе сакала да замине. И како се случи твоето заминување? Заминувањето беше 3 октомбар 2004 година, кога тргнав од село на занат на Бит пазар. Таму имав бурејџи роднини, меѓутоа од тие бурејџи не научив доволно. Ме научи по име Марче бурејџија, мора да го спомнам него. 14 месеци сум бил чирак, од таму излегов 11 новембар 95 година отидов како мајстор бурејџија у Фурна Маки. Така, веќе имаше година и нешто, период на учење, на усовршување на овој занат. Како беа првите почетоци? Тешко ли беше? Тешко и напорно, ноќна работа, без пиење, станување рано, нема спиење. Така, многумина не се свесни дека оваа ваша работа се работи навечер, впрочем. Навистина ли е дека малку спијат оние кои што се бават со овој занат? Па спиењето е малце, а и некогаш ич. А и некогаш ич, убаво кажано. Во колку часот стануваше кога почнуваше да работиш, да правиш буреци? Обично од 1 саат ноќе и до денски до 11-12, зависи по потреба. Во периодот дека сите спијат, значи највечер 12, 1, 2, 3 легнати, вие работевте тоа време, така ли? Да, ноќе се работи, за сабајлето има готово, направено, испечено. Така, толку така и секој која ќе стане си го сака бурекот да му биде тазен, нели? На кое место продолжи да работиш веднаш откако замина од Бит пазар? Фурна Маки Влае, таму бев година и нешто. Од таму излегов, отидов во школа Круме Кепешки во Кујна Менза. Таму во период поминав 3 години. Од таму 99 година излегов, дојдов на пазар у Ѓорче, кај што и ден денеска сум после 18 години у Ѓорче на пазар. И во истиот дуќан, така ли? Во истиот дуќан. Баш ми е драго, наистина мора да кажеме дека станува збор за еден прекрасен дуќан, ќе го презентираме и ќе го покажеме малку подоцна во нашата емисија. Ајде сега уште малце да се вратиме на твоите почетоци.
освен како мајстор за бурек и мајстор за бели пецива, дали ни сите овие искуства додека одеше на разни и на други места, научи и нешто друго или не те интересираше ниту еден друг занет? Не, друго не ме интересирало. Сум се држал на оно што сум го научил и оно што може да го работим. Така. Интересно ли е да се прави бурек? Бурекот правење е интересна работа, меѓутоа и специфична, кој што у моменти е тешка и напорна, физичка и психичка. Така, да, станува збор, кажавме за еден занает кој што пред се е тежок за работа, цело време додека работите стоите на нозе? Све на ноге смо у движење нон-стоп, значи сваки дел од коска мора да биде раздвижен. Така, целото тело игра додека се прави, значи бурекот нема простор тука за човек да може да се опушти и да се олабави барем на момент. Нема одмарање, значи не може ни да седне, значи штом почне да се работи, мора да се тера работа да се истера да се заврши. Работната смена на нозе ви поминува? Цела работна смена, цело работно време све е на ноги. Ајде сега вака да ве прашам. Ми кажавте од кого научивте, го спомнавме мајсторот Маки, легендарниот. Дали има некој кој вие понатаму како мајстор го научивте, имавте ли вие ваши чираци во вашиот живот? Јас сум имал чираци, 7 чираци су научили од мене, меѓутоа има дел кој што не научија и остана у подолна фаза. Од тие 7 луѓе што су научиле, што су бурекџи, од меѓу нив Далибор, Перица, Перо, и да не ги броим натаму. Денеска станува збор за par excellence мајстори, така? Точно, тие држат мој фазон, мој тертип на работа и успешни мајстори. Има разни начини на работа при правење бурек, што кажуваме еве сега до тертип, нели? Има разни начини, меѓутоа мора да се држи оноја што е у фазон, расплескувањето, фрлањето, пакувањето, значи тоа мора да се држи правилно како што треба да биде. Има стандарди кои треба да се почитуваат, ќе поразговараме малку за ова подоцнести. Благодарам, ова нека биде во овој дел од нашето интервју. Почитувани гледачи, се надевам дека уживате во ова издание на емисијата Супер звезда. Мојот специјален гостин е тука, нашиот разговор продолжува. Бидете тука, ќе одмориме малку, се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Продолжуваме, почитувани гледачи, со нашата денешна емисија. За оние кои подоцна се вклучија, специјален, ексклузивен гостин е една од нашите легенди овдека во нашата држава, господинот Дејан Цветковски. Дејан инаку работи како бурек мајстор и мајстор за бели пецива. Својот живот го има посветено на овој стар, прекрасен, уникатен, интересен занает. Ајде сега, Дени, еве, кажавме каде научивте, од кого научивте и кого се вие го научивте понатаму во животот да го работи оно што го работите, но да ги откриеме сега оние мали тајни на правењето бурек, може ли за нашите гледачи, најмладите, а претпоставувам дека нивните мајки и баби посебно ќе ги интересира. Од што се прави бурекот? Еве, например, да почнеме од тестото. Какво треба да биде тестото и што се сестава во него? Тестото се меси со ладна вода, сол и брашно, ништо друго. Потврдо тесто треба да биде, месење доста треба многу да биде умесено, со тоа што се размесува после тестото, се остава да одмара, почне да се изработува, се расплескува, па се одмора, се чека, после тоа иде начин на изработка, расплескување, вртење и фрлање на кора, пакување, една, втора, трета, четврта кора и утепсија. И потоа ја печеме и добиваме готов бурек. Вака, кажано на кратко, комплицирано звучи, морам да ти признам. Не е едноставно. Јајца не се ставаат во тестото? Не, јајца не се ставаат, само вода, сол и брашно. Исто така и квасец не се става? Не, квасец не. За разлика од некои други пецива кои треба да бидат така, нели, набабрени, полни, така воздушести, бурекот не е таква природа и треба да биде сосема направен на подруг тертип, што кажавме. Какви буреци све има? Бурек, порано бурек имаше само месо, сирење и спанаќ. Додека сега модерното време измисли пица бурек, лазања бурек, павлака, шумка, кашкавал, има и уште. Така, уште со банана немам видено, че све ова други варијанти ги има. Си пробал ли да направиш вака некој твој експеримент? Да, сме правили, значи правимо. Нека ти порачка правимо што луѓето што барат. Што бараат, значи кој како си нарачува, значи работите и по нарачки? Да, и по нарачки работимо. Кој што сака, тоа ќе му направиме. Што прават најчесто кога имаат родендени, некои слави, некои така свечености, кога викаат луѓе дома, па тешко им е да сготват самите, тогаш се обраќаат кај вас?
Значи за слави, за роѓендени, за Сакам да прашам, освен бурек, што друго најчесто луѓето доаѓаат и бараат како нарачка? бурек, банички, ѓевреци, у последно време дел од лиснато печиво, меѓутоа лиснато печиво ја како занаетлија не го препорачувам затоа што маргаринот е многу штетен за човечкото здравје. Сега, кога сме веќе кај бурекот, некој вела дека бурекот е мрсен, дека и тој не бил, не знам, добар или каков. Што е тоа мрсното во бурекот? Во бурекот мрсно нема и мрсноти кај човечкиот организам не се состојат од мрсно јадење, него од нервоза и Од холестерол. да, Поставам, значи, кој сака да биде здрав, помалку треба да се нервира, а може слободно да си јаде бурек, така ли е? здрава психа, здраво здравје. Така. Точно е ова. Кажи ми, Дени, работиш, правиш бурек, а еве стомаков ти го нема. Што е тајната? Работа, физичка работа. Така. Си го јадеш ли ти самиот твојот бурек кој што си го произведува? Бурек како бурек не јадем, меѓутоа правим си за мене у момент со зелка, со прас, тако некои полесни јадења. Така си правиш она специфично што ти одговара тебе, што ти бара организмот, инаку трошиш ли многу енергија додека работиш? Еве малку да позборуваме за тоа. Бара ли многу трошење енергија правењето на бурек? Значи бурекот изработка е тешка работа и губење на големи калории у човечкиот организам. Имаше една споредба, еден работен ден. Значи, некои истражувања порано вела дека еден работен ден на еден човек, еден мајстор за бурек, е еднаков на како беше? На колку да се пешачи колку? Значи, на еден бурекџија смената што му поминува, исто како човек да земе секира, 5 км да испечачи у планина, да набере еден кубик дрва и на грб да ги донесе, да ги исцепа, толку е работната смена на бурекџија. Значи, збориме за тешка и убава работа. Јас ти благодарам што си денеска специјален мој гостин. Морам да кажам дека си многу зафатен. Кога и да се јавам, ти нонстоп работиш. Едва најдовме половина час да може да го снимиме ово интервју. Значи, на колку места работиш денеска? Работим на повеќе места за да остварим приход на средства, на пари за да екзистираме во ова општество. Кажавме дека си имаш фамилија, си имаш дури 4 дечиња, така беше? Да, 4 деца, мора да ги спомнем Милан, Емилија, Михаела и Христијан. Ја и сопругата сме сами, Така. друг немам околу нас, тоа е. Сами си ги чувате, дури и сопругата не работи, како што знам. Не работи, значи она дома се грижи за децата, за куќа, значи она има тоа обврска што не можам ја да ја помогнем. Така, додека ти имаш една друга обврска да ги прехраниш сите гладни усти дома и успевате во ова, се живее ли од оваа работа? Од оваа работа може да се живее и добар живот може да се помине, меѓутоа со тешка работа. Зборувавме дека немаш слободни денови, односно оние слободни денови кои што ги имаш во текот на годината се бројат на 3 прсти на едната рака. Кои се тие? Слободни денови годината на мене су ми Нова година, Бадник и Великден. Другото остало све ми е понеделник. Значи се тие понеделник и буквално се смеевме малку, иако не знам колку многу ја засмее, дека на вистина секој ден тие понеделник, тебе секој ден ти поминува исто. Додека има луѓе што некои денови на работа им се потешки, некои полесни, некои петок знаат и порано да си заменат од работа. Денот кај тебе тоа не е така. Не, кај мене све е понеделник, нема петок, нема сабота, викенди нема, годишен одмор нема, све работа. Утре дента луѓето кога ќе дојдат на пазарот мора твојата продавница да работи, да може тука да си купат и да заминат. Сега да кажеме, од кога сам ја работиш продавницата? Уреđenica ја преземав од 1 мај на нааму, еве до сега месец дена. Пред тоа, кај истиот газда сум бил 18 години, му дојде времето да замине у пензија, со среќа пензија нека му е, да си ја искористи долговечно. Ја го преземав дуќанот и сега продолжувам со работа. Така се свртаја сега работите, сега веќе од мајстор за бурек, претходно чирак, сега си веќе и газда на голем дуќан, сега веќе ти вработуваш луѓе. Тешко ли е да се води еден дуќан? Види, да се води еден дуќан не е тешко, ако го водиш правилно. И ако работиш со правилна работа. За газда, не сакам да бидем газда, него сакам да работиме колегијално со работниците и да се преживи овој дел од животот. Така, да има и за нив, да има и за тебе, да има и за сите. Точно ли е она што викате на изрека дека муштериите тешко се стекнуваат, а многу лесно можат да се изгубат? Муштерија како муштерија можеш тешко да го внесеш од дуќан, али да го изнесеш од дуќан е многу лесно. За една секунда. Точно. Затоа многу си посветен на сето она што го работиш да е од врвен квалитет.
Јас, онаа работа што ја работам, покрај работата што ga работам, ја гледам и на муштериите да бидат задоволни и секој муштерија што влага ја го пратим како влага и како излага. Да видиш дали е расположен, дали е насмеан. Имаат ли од време на време вака позитивни и негативни критики муштериите? Понекогаш има негативни критики, меѓутоа тоа се добре дојдени. Али у принципу глобала све е позитивно кај нас. Голем дел од ѓорчевци ме знаат и тоа е. Кажав дека си тука легенда, не само локална, него регионална, македонска наша легенда. Јас ваквите како тебе вистински би ги заштитил со закон и би им посветил и кога би имал можност да влијам, еве како држава би направил многу за вас и за развој на вашиот занат. Имате ли некаква помош? Помош од државата нема никаква, значи у моментов нема никаква помош. Сами за све обезбедуваме. Тоа е. Значи се мачите, како и сите што се мачат во држава, се надевам дека ќе дојде еден ден кога ова ваше работење ќе биде препознаено и вистински ценето од оние кои што треба да го видат. Ја навистина би ве претворил во туристичка атракција. Сите вас бурекџи би направил негде да може и луѓе кога ќе дојдат, поготово странци, да ве видат. Она што го работите, да може да го работите во некои застаклени простори каде што ќе може да се види работењето и кујната. Навистина е тешко, но и навистина е атрактивно. Ајде сега малце да позборуваме за потезите. Ми кажа дека секој ковче, секој мускул, целото тело е ангажирано во правењето на бурек. Значи има точно како мора да се стои, точно како мора да се држи баланс, точно мора како да се сврти кората. Точно тоа, значи секое движење си носи своја изработка на бурек. Значи секој дел од тело придонесува за бурекот да биде подобар. Значи стоењето е битно, вртењето на раце е битно, пакувањето, филот што се става бурек, значи све тоа треба да биде ограничено со раце. Така, значи се потекнува од спојот на рацете со мозокот. Точно, значи секој дел од човечкото тело, коската, зглобовите треба да добиваат наредба од мозок за извршена работа. Сега Дејан сакам да те прашам малку околу следното. Квалитетот на храната која што произведуваш на бурекот и белите пецива не зависи само од квалитетната изработка, туку и од секоја состојка мора да биде квалитетна. Самиот ги набавуваш состојките? Значи моментов, значи од кога влезам дуќанот, значи сам набавувам све. Исклучиво гледам да бидат добри намирниците, брашно наменско, све што е потребно да биде добро. Значи, дали урда, дали сирење, месо, све да биде у своја најдобра. Си има, значи, посебно место каде што се чува, има фрижидери каде што сето ова се складира? Да, значи, сите материјали стојат оние продукти во фрижидер, доека брашно магазин стои, значи тоа има рок на траење. Сите хасап стандарди се испочитувани тука? Све е под хасап систем, значи поминато хасап, документи имамо, све е тоа добро. Да, нему се секираме и на крајот резултатот е задоволни муштери, така? Задоволни муштери, ја мислам дека има доста и се бориме да продолжиме да добиеме повеќе муштери и да бидат услужени во најдобар ред. Така, јас приметив дека голем дел од муштериите кои доаѓаат кај вас во вашиот дуќан се твои пријатели, со години или се дружите таму? Точно, на тој пазар сум пораснал 18 години, значи сите ме знаат, меѓу со нив контактираме, тоа е. Како е животот на пазарот во Грча? Па релативно добро, меѓутоа луѓето со екзистенција од плата многу тешко се снаоѓаат затоа што примањата се ниски, а намирниците и потрошњата е голема. Чекаме подобри денови, дени да си ми жив и здрав, ти благодарам и за овој дел од нашиот разговор. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашето интервју. Мојот денешен специјален и ексклузивен гостин Дејан Цветковски, мајстор за бели пецива и легендарен мајстор за бурек, специјален гостин денеска во Супер Звезда. Бидете тука, ќе продолжиме да разговараме со него, ќе направиме кратка пауза, а се враќаме во програма за неколку минути. Се враќаме во програма почитувани гледачи. Денеска мој специјален и ексклузивен гостин, господинот Дејан Цветковски, мајстор за бурек и бели пецива, легенда не само скопска, туку наша македонска. Дени, како си ми, добар? Добар, супер. Супер, еве продолжуваме со нашето интервју да видиме. Дени, ти си неуморен човек кој што ностоп работи и кога работи го дава својот максимум, така ли? Луд никад не уморан. Така, по колку часа на ден си во твојот дуќан? Па 10-12 сата поминувам у дуќанот, значи
изработка, намирници, потреба, уплати, значи све тоа е под моја контрола. Така, држање на дуќан не значи дека само треба да се произведува и да се прави, напротив, кај вас има и многу чистење и средување, така? Значи дуќанот мора да се среди, да се исчисти, што е потребно да се, ако има некој дефект да се отстрани, намирниците треба да се набави секојдневно, значи она што е потребно. Брашно се купува поголема количина, се чува во магазин. Ја поздравиме колешката која работи кај вас. Поздрав до колешката, имам две продавачки, не една. Едната е слободна денеска, Маја и Валентина. Да ги поздравиме многу, весели, насмејани, услужливи секогаш така. Па да, у глобала се добри и мислим дека ќе продолжиме добро со нив. Да се живи и здрави. Кажи ми, еве вака од коментарите, има ли некој коментар вака од оние кои што доаѓале кај тебе, кои што ти оставил посебен вака впечаток, некоја пофалба? Коментари стално пристизал, со тоа што 95% е негде у глобала добро све и продолжуваме да работиме понатаму. Така, кажи ми дали освен правењето еве бурек и останативе бели пецива кои што ги изработуваш во моментот, би имало уште нешто кое би сакал да го вметнеш? По моментов не, меѓутоа понатаму ќе покушам да посам со други некои производи, а во моментов значи неам апаратура за друго производство. Понатаму тоа ќе почека малце. Се надеваме дека и тоа ќе се случи. Сакам да прашам, во еден работен ден, во оноку часа колку што посветуваш на правење на буреци, Дени, колку буреци ти си го можеш да направиш? Во еден работен ден ја може многу да направим, меѓутоа нема толкава потрошња. Значи нема толку голема поборувачка колку ти како мајстор што можеш да изработиш. По колку време е потребно да се направи, еве да кажеме, еден бурек за тебе, зборувам вака, искусен и со години истрениран. Значи колку време ти се потребни да се направат сите овие 4 кори за кои што зборувавме, филот и сето тоа така да се спакува во тепсија? Една тепсија се прави отприлика околу 4 минути. Зборот ми е управењето, меѓутоа пред тоа тестото треба да биде спремно. Значи у процес на 80 бурека да се изработи е многу доволно време, 7 сата и да биде завршена целата работа. За 7 сата колку буреци рековте? 80. 80 буреци, значи станува збор за 320 четвртини. Да, 320 четвртини. Плюс пециво, други работи. Колку буреци во просек, например, кај вас во дуќанот се трошат, кога збориме само за буреци? Зависи од денови, значи не е мерило денес како се потрошило повеќе, има денови кога има помалце, значи не може точно бројка да се одреди, меѓутоа добро е. Бидејќи се работи со храна, некогаш остануваат непродадени некои? Значи има моменти кога останува што не може да се продаде, меѓутоа наваѓамо да се дислоцира тоа на други места кај што може да се дотури. Значи на друго место каде што има поголема поборувачка, така да соработуваат и со други бурекџелници. Не со бурекџелници, меѓутоа со останати продавници колонијали, нешто тако. Така и тука се продава, значи сето она што останува. Кажете ми, освен буреците, еве не поразговаравме за другите работи. Кои се други бели пецива ги правите вие ден? Па бели пецива има многу врсти, значи од 20 до 30 врсти што ги произведуваме, јевреци, перици, кифли, благи, шунка, кашкал, вешли, лиснато, значи има голем број на пецива кои што се произведува. Во денот, по на работно време кое што го поминувате на работа, дел ви е за бурекот, дел е за останатото одвоено? Во работен ден, значи работата се завршува, после тоа поминуваме на техничкиот дел што треба се дали треба се среди, да се исчисти, да се набави и така поминува. Значи денот е кај вас забавен и интересен, почнува во колку часот? Денот за мене не прекинува, него нон-стоп трае. Нема, значи, почеток не се знае во колку саат се почнува. На вистина, од кога отвараат вашите продавачки? Продавачките доаѓаат у 6 саат на сабајле, меѓутоа ја отворен дуќанот од 5 саат, значи има муштери кои што идат после 5 од градски, од Алхалуид, работниците. Вие си ја држите таа смена од 5 до 6 наутро? Па да, ја продавам, значи ја ги услужувам, тоа е. Така е, супер, прекрасно. Сакам сега да позборуваме за следното. Еве, има многу дечиња кои што не гледаат, се надевам дека некој некогаш ќе посака можеби и да го работи ова што вие го работите денеска. Им давате ли занает на млади вака што сакаат да научат? Па види, на секој што сака да работи овој занат, значи ја доброволно би го учел. Меѓутоа треба да се одлучат децата. А овој занат има добра работа и добро заработувач.
Убаво кажано, па еве сега убава шанса да размислат сите оние кои што сакаат да имаат една гарантирана заработка и еден убав живот, сепак со напорна работа, но напорната работа и тоа и го гарантира, да може убаво да се проживее. Имате 4 дечиња, сакате ли некој од нив да ве наследи? Па, за наследување зависи од нив. Меѓутоа, мојата борба ќе биде да ги научим сите, да им дадем оноа ја што го знам, да им го пренесем, а ја би сакал да и повеќе од мене да достигнат. Доаѓаат ли, еве, додека се уште малечки кај вас во дуќан? Да, доаѓаат. Големиот син ми помага одреден дел работи, ми меси тесто со мене, некогаш и сам размесува. Добари. Така, супер. Знаат ли тие дека вие напорно работите? Па, знаат дека е работата напорна, знаат дека мора да се работи. Јасно им уште од мали дека станува збор за една сериозна, интересна професија која што бара голем труд и голем напор. Сакам за крај, има ли нешто вака што би сакале да им го порачате на сите родители и дечиња кои што не гледаат во моментот? Значи, за крај ја би рекол секој да се бори за да достигне нешто. Во животот и да го даде својот максимум, предпоставувам. У работата мора да се бори и тоа што ќе го работи мора да го изработи до крај. Не може да застане на пола, мора да иде до крај. Така мора битката да продолжи, нели, да ја добиеме. Борци се боре, херои гину. Така, затоа мора да продолжиме да се бориме. Ајде и за крај да го изрекламираме малку, значи, дуќанот во кој што вие си работите, вашата пекарска работилница, значи каде поточно се наоѓате? Ѓорче Пазар, оригинал се Ѓорче Пазар, порано до Солета се здрава храна. Тука сме 18 години, продолжувам да работим. Така, како името на дуќанот? Ветком, значи таа фирма е постоела и сега е таа истата. За понатаму ќе видиме. Дали ќе се менува или не, дали ќе ја прошируваме или не, јас ви благодарам да сте ми жив и здрав. Ги поканувам сите оние гледачи кои што се надевам дека огладнеа во текот на гледањето на нашето денешно Супер Звезда шоу, да ве посетат вас на пазарот во Ѓорче и да се уверат во квалитетните производи и продукти кои што ги правите, а посебно во бурекот за кој што немам коментар. Ти благодарам, Дени, што ми беше денешен мој специјален гостин. Ти благодарам што одвои време и што дојде овдека заедно со мене да може да ја направиме оваа прекрасна емисија. Се надам ќе се видиме повторно. Па би требало се видиме. Поздрав да сите. Повелете на бурек. Така е, фала ти уште еднашка, Дени, а вие, почитувани гледачи, се надам дека уживавте во ова наше денешно дружење. Се гледаме во следната емисија Супер Звезда, која е за 7 дена од сега, а до тогаш бидете весели, здрави, срекни, слушајте ги мама и тато и јадете бурек. Чао, пријатни до гледање, чао!